Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата на денешната седница, меѓу другите точки на дневен ред, расправаше за предлог планот за вработување во комуналното јавно претпријатие Водовод Кочани за 2018 година, давање согласност на одлука на комуналното јавно претпријатие Водовод за промена зголемување на цената на метар кубен геотермална вода. Информација за водоснабдувањето и здравствената исправност и квалитетот на водата за пиење од градскиот водовод и другите водоснабдителни објекти во општината. Предлог одлука за утврдување на просечни цени на градежно и земјоделско земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2018 година. Комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита денеска работеше по единствената точка на дневен ред, ценовникот за определување на висината на цените за услугите што ги дава територијалната противпожарна единица Кочани. Комисијата за финансии и буџет и локален економски развој расправаше по 11 точки на дневен ред, меѓу кои давање согласност на одлука на управниот одбор на комуналното јавно претпријатие Водовод за промена зголемување на цената на метар кубен геотермална вода. Извештај за извршување на буџетот на општина Кочани за 2017 година, четврти квартал. План за јавни набавки на општина Кочани за 2018 година. Предлог одлука за намалување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања. Предлог решение за разрешување и именување член на училишен одбор на Основното училиште Малина Попиванова и за разрешување и именување членови на управен одбор на јавната општинска установа Библиотека Искра Кочани. Комисијата за здравство и социјална заштита расправаше по 4 точки на дневен ред, и тоа: барање согласност за отворање на 3 нови воспитни групи во јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова, информација за водоснабдувањето и здравствената исправност и квалитетот на водата за пиење од градскиот водовод и другите водоснабдителни објекти во општината, информација за активностите на организациите на лица со хендикеп во општина Кочани за 2017 година со програми за работа за 2018 година на сите организации на лицата со хендикеп во општина Кочани. Предлог правилник за именување и дополнување на правилникот за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани, за набавување на лекови кои не се наоѓаат на позитивната листа на лекови, како и за обезбедување на карта за превоз за лекување во здравствена установа надвор од градот Кочани.